Председателот на Движењето за реформи на ДПА Зијадин Села, кој според собраниските математики ќе има главна улога во носењето на одлуките во идната реформска влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во изјава за Телма потврди дека останува на се што кажал пред сопствените избирачи во предизборниот период. Тој вели дека и сега ги брани барањата од интерес на албанците во Македонија, но дека не гледа никаков радикализам кај себе. Јас немам проблеми со моите ставови и не се насочени против ни еден во државата, против ни една етничка заедница. А сите тие кои што си имат проблеми, мислам дека треба да седнат и да си разговарат со себе си, да гледа во минатото какви политички кариери имат градено. Јас немам градено политичка кариера повикајќи гасни комори за албанците или за било кој друг народ. Села изминатиот период е во фокусот на јавноста со низа скандалозни изјави, кои на директен начин ги негираат сите државни символи и постоењето на македонскиот народ и идентитет, но и за воведување двојазичност, кантонизација и федерализација на државата, што според Села е суштината на албанската платформа. Vjen mirë që Nikola Gruevski ka kuptu mesazhin e platformës tonë politike. Këto ditë thot, nuk do të lejojmë kantonizim të Maqedonisë dhe nuk do të lejojmë dy gjuhësi. Kjo është esenca e platformës të Aleancës për Shqiptarët. Ne asnjë moment nuk do të tërhiqemi nga shteti binacional ose barabartësie tërësishme ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, ose ne bashkë shqiptarët këtu do t'i bëjmë me federat. Едно од прашањата кое се наметнува во јавноста е дали Заев ги прифатил сите барања на Села, вклучително и уставни измени, двојазичност во цела Македонија уште во предизборниот период, по средбите со албанската дијаспора во Берн, Швајцарија, кога започнала нивната соработка, како што тврди председателот на Движењето за реформи на ДПА. Заев тогаш во обраќањето пред албанската дијаспора го презентираше својот став за уште поголема децентрализација на државата, создавање на региони, секое село по примерот на Швајцарија да одлучува само по себе, односно едно село, еден кантон. Првиот чекор што мора да направиме уште поголема децентрализација. Да ги создадеме регионите, треба да бидеме растаретени. Дали има некоја делба по некој процент или математики? Не. Гледам овде, едно село е кантон. И тоа село се одлучува овде за самото село. Од ВМРО ДПМН на изминатиот период постојано обвинуваат дека прифаќањето на тиранската платформа од страна на Заев води кон редефинирање и разнебитување на Македонија. Председателот на партијата Никола Груевски во предизборниот период за време на изборната кампања предупредуваше дека се подготвува сценарио за воведување двојазичност на цела територија и кантонизација на Македонија. Ние поминавме низ еден период на избори. Јас секојдневно во кампањата кажував дека се спрема сценарио, дека тоа сценарио веќе беше и започнато, но дека следува сценарио на неколку чекори за двојазичност, за напад на унитарноста на државата, кантонизации, и тоа го говори секој ден. Многумина ме сватија сериозно и не поддржаа. Некои од луѓето не ни веруваа. Мислеа дека тоа го правиме само во кампања, затоа што сакаме да собереме гласови и да ги намалиме гласовите на СДСМ. Но денеска, многумина од тие кои што тогаш така мислеа, почнуваат да мислат различно, затоа што гледаат што се случува. Почнуваат да се будат, бидејќи сценариото продолжува да се реализира. Со став за федерализацијата пред неколку денови се јави и дипломатот Питер Ван Хаута, кој посредуваше во преговорите меѓу политичките партии. Тој вели дека федерализацијата не представува зло, дури и за држава како што е Македонија, и дека во федерација можат да се добијат големи права од централната власт.